Здраво, дечки! Денес на тест имам 8-та генерација на Opel Astra. И за прв пат во мојот живот, за прв пат за Opel кажувам вау! Вау, колку добро изгледа оваа нова Astra. И знаете што? На толку спремање, што да кажам, на толку истражување за овој модел, што има, што да ви представам, во моментов сакам само да седнам и да возам. И затоа сега ќе возиме, па пак ќе застанам да видиме. Ајде! Леле, нова Астра! Луѓе, мислам, знаете, пред скоро време бев на официјалната презентација на Астра и таму спомнав дека за брзо време ќе имаме на тест и еве, стварно за брзо време сме меѓу првите што возиме новата Астра во Македонија. И вау, луѓе, мислам, океј, на дизајн е стварно вау и ова е првиот Opel што можам да кажам дека изгледа фантастично, дека го обожавам дизајнот. Мислам, океј, ќе застанам, ќе го збориме, ќе го видиме се што нуди од надвор и внатре, но вожњава, мислам, толку многу сакав да седнам да возам, бидејќи оваа нова соработка, односно поново, нели, Opel е под групација на Stellantis, што значи во соработка заедно со Peugeot, во меѓу другите сите брендови што се во таа групација, но најмногу Peugeot, бидејќи Астрата, оваа нова 8 генерација на Астра е на истата платформа како Peugeot 308 што го возевме неодамна и тоа видео можете да го видите тука. Е сега, што значи таа иста платформа? Тоа значи кога делат, речиси, ги делат сите компоненти во подвозје, мотор, менјач, но колку се исти, толку се различни. Германците дефинитивно имаат вмешано своји прсти, бидејќи Астрава се чувствува го имате тоа германско чувство. Знае да биде малку по-тврд, по-крут, за разлика од 308-цата, сепак кај 308-цата превладува тоа француското, лежеро, комфорно, мислам, да не се разбереме погрешно. Астрава е и повеќе од комфорна, и лежеро, и удобна, и да уживате во сите километри што планирате да ги поминете со неа. Дури оваа разлика што кажувам, можеби вие нема да осетите, јас ја приметувам бидејќи правиме детални тестови, детални споредби од еден до друг автомобил и можам да видам таа минимална разлика. Не е огромна, но има разлика од двата модели. Дефинитивно кај поголем број на луѓе ќе им се допаѓа Астрата од возачки аспект, бидејќи нема потреба од она приспособување со екраните, со возачка положба, како што имаме кај 308-цата, таму ви наметнува еден сосема поинаков стил, за разлика од Астрата, која што е она по стандардна возачка положба што се нуди. Добро, со сите дигитални дисплеи, со целата технологија во ред, се е изменето, но не треба вие да се приспособувате на автомобилот, туку автомобилот се приспособува на вас, што е супер. Околу возачкиот аспект не може да возите Opel, а да не ги спомнете седиштата. Овие AGR седишта кои што се правени со некоја германска институција за лумбарната подршка, всушност за цел дел на грбот и на кичмата, се приспособени така да помагаат на секој возач да има што е можно поудобна вожња. И се чувствува, стварно, седиштава се толку меки, толку удобни, имате приспособување бар во ова ултимет ниво на опрема, ултимет е највисокото ниво што го нуди Opel. Тука ги добивате овие седишта AGR и можете ги приспособувате буквално како сакате. Кичмата ќе ви биде благодарна што сте ги земали овие седишта во опрема. Не знаете каква уживанција да седите на седиштава и да возите километри. Стварно, Stellantis групацијава толку добро им дојде на Opel, што дури и од аспект на управување се чувства дека
Opel стварно е многу скалила нагоре од иден. Зошто? Бидејќи толку добро управува, толку добра стабилност, толку добра контрола над автомобилот имате, нешто што го има истото и кај 308-мицата, и стварно ова е еден многу голем плюс за Opel. Како ќе го насочите, така управува, лесен за маневрирање, доста стабилен во кривина, приметив, одреден на работа, тоа што има благо закаснување на воланот со тркалата, таа конекција, на помали движење на воланот. Кога станува збор за веќе вртење во кривина, на поголеми степени, стварно, респонзивноста е одлична. Стабилноста на автомобилот е како на шини. Не е добро, не е најспортскиот автомобил, не очекувајте перформанси, не знам, како Porsche, ама вау, за Opel Astra, за сите автомобили што се нудат во оваа категорија, ги надминува. Peugeot 308 и Opel Astra дефинитивно се горе на врвот. Дали Opel Astra е подобро од 308-мицата? За мене лично се многу мали нијанси зошто 308-мицата е подобра. Само ради дизајнот, само ради она како изгледа и надвор и внатре, е на првото место, бидејќи е ремек дело како дизајн. Opel Astra е тука на врвот е, но дефинитивно нешто што нема утка според мене е дека Opel Astra ќе биде бестселерот, ќе биде најпродаваниот автомобил во оваа категорија и дефинитивно го руши Golf од сите можни аспекти, иако дизајнерски, што ќе видиме малку подоцна, позади ми се многу слични, ама Астрава убива колку добро изгледа, колку од секој можен аспект е подобра, не само од Golf, од сите други конкуренти, освен 308-мицата. Во поглед на перформанси имам тука 1.5 турбо дизел, истиот мотор како кај 308-мицата со 8 степен автоматски менувач, во комбинација тоа функционира многу добро, бидејќи имате одлични перформанси на располагање 130 конски сили, 130 конски сили во овој мотор се чувствуваат како 200 и кусур, многу моќен мотор и многу економичен, што го приметувам од ден во ден. Во моментов ми кажа дека троши околу 5,5 литри, нека средна потрошувачка, што е фантастично. До сега имам поминато околу 500 километри и ми дава дека имам уште 270 километри за поминување, што е фантастична бројка со еден резервоар. Значи, многу моќен мотор и многу економичен. Од друга страна, многу ми се допаѓа менувачот 8 степен, како што кажав, но не се чувства ниту една брзина дур се менува. Да имате лопатки зад воланот, не препорачам да ги користите секојдневно, бидејќи немате потреба за тоа. На таков начин ќе чувствувате секоја брзина како се менува, ќе го чувствувате на сецкање, ќе имате закаснување кога ќе притискате и едноставно нема потреба да се малтретирате со педалите кога самиот менувач толку добро се врши својата работа што нема да осетите во ниту еден момент недостаток на перформанси или менување на брзината. Сето тоа е толку нежно, толку добро сработено што мислам дека овој менувач е најдобриот. Дефинитивно мислам дека е најдобриот што во моментов се нуди за една секојдневна возња и употреба. Океј, кажав многу работи, сигурно ќе биде многу долга епизода, но има многу работи што да се кажа за нова Astra. Кажав перформанси, кажав возња, но најбитниот елемент кај Астрава и најбитниот елемент според мене зошто Астрава толку многу се разликува од 308-мицата и е подобра од неа, е технологијата. Не технологија на внатре што се користи, окей, тоа е стварно многу добро, но технологијата што ја нуди во поглед на светла,
адаптивен темпомат и задржување во лента. Што значи тоа? Тука за прв пат ваков тип на технологија се користи во оваа категорија, колку што знам. Тоа се LED Matrix светлата. LED Matrix светла се иновативен систем на Opel. Тоа значи дека се што сме виделе до сега од оние смарт светла во сите други автомобили што сум ги возел до сега на тест, се добри, но LED Matrixов кај Opel е нова димензија. Зошто? Имаме околу 170 диоди во светлата. Тие 170 диоди во секој момент функционираат на онаков начин да не му пречат ниту на возачот од спротивна страна, ниту на возачот пред вас. Толку добро функционира, секој пат прават една коцка што го заобиколува автомобила за да не му пречат на возачот пред вас во никаков аспект. И тој како се доближува до вас, така таа коцка се движи според него. мора да возите да го видите ова како функционира. Толку добро се приспособува и толку добро функционира, значи окей. Сум видел дека други автомобили функционира овој смарт систем, но кај Opel го приметува на 200 метра пред мене, 300 метри пред мене. Уште одма се приспособува, одма го намалува интензитетот, а вие сепак да имате најдобро прегледна површина пред вас и најдобро осветлена, да не му пречи никако на другиот возач. Го приметува далеку пред вас, дури да примети дека врти и се исклучува на друга улица, така се приспособува и според него стварно многу добро функционира. Друга работа што се изненадив е системот за задржување во лента. Не е најдобро, дефинитивно Kia и Hyundai тука доминираат. Kia и Hyundai ве одржуваат во средината на сообраќајната лента, а Peugeot и Opel, конкретно сега Opel, ве задржува во сообраќајна лента, но сепак има движење до лента, па ќе ве врати, па ќе дојде до другата страна на другата лента. Така, тие се разликите зошто Hyundai и Kia се подобри од Opel. Но дефинитивно системот е многу конзистентен, што ми се допаѓа и во ниту еден момент не престанува да работи. Ги приметува сите сообраќајни ленти, дури и кај нас, и стварно функционира феноменално системот. Ќе имате добра безбедност со нова Astra. И третиот елемент околу технологија што сум фасциниран е адаптивниот темпомат. Си приспособувате до која близина сакате да се одржува, до кое растојание сакате се одржува со автомобилот пред вас. Си одредувате брзина. Многу едноставно го местите темпоматот. Секој пат на head-up дисплејот пред вас ви кажува кој е ограничувањето. Радарите функционираат феноменално, значи и на скриените знаци што не се одржуваат кај нас, не се одржува нивната прегледност, радаров ги чита, ги приметува и ви кажува која е брзината ограничена и дури одма ви нуди дали сакате да се одржува темпоматот на таа брзина, што е фантастично. Фантастично е тоа што дури во град можам еве и сега да стиснам, окей, 50 км на час, ја задржува таа брзина, не притискам никако на педалите, нема потреба за тоа, следи автомобил пред мене и ако тој застанува тотално и нова Astra. Единствена работа што приметив што не ми се допаѓа е тоа што старт-стоп системот е многу агресивен. Кога застанувате на семафор, веднаш сака да изгаси за намалена потрошувачка и тоа ми дава едно непријатно чувство, бидејќи знае нагло да закочи автомобилот, што стварно не ми се свиѓа и не е удобно ниту за другите патници внатре. Затоа морам на секој влегување да отворам во settings и да го изгасам старт-стоп системот. Може би било поубаво да го памти, бидејќи сепак новиот систем на Astra нуди
да имате свој персонален акаунт и веќе кога ми е активиран акаунтот би сакал тој елемент да се запази. И друга работа што ја спомнав и кај 308-мицата, што ќе спомнам и тука што ми фали е auto hold. Зашто нема auto hold? Значи, да, во емисијата со Пежото сите имаше Антон коментари зашто не притиснеш посилно на кочницата, сигурно ќе се активира. Не луѓе, не, да притиснам скроз до крај, не се активира, нема auto hold, не се задржува. Не сакам на семафор да заставам, па да стискам во паркинг, па после пак да ставам во драйв. Не сакам. Сакам да притиснам на кочница, да се задржи, кој ќе светне зелено, само да додадам газ и да тргнам. Толку. Не сакам да држам вечно на кочница. Инаку имате три различни драйв мода, тоа се еко, нормал и спорт. И исто како и кај 308-мицата, тоа се чувствува драстично, имат драстични разлики. Еко е најекономичната верзија и најтромавата, да кажам. Нормал е една средна верзија и спорт е она кај што се активираат сите 130 конски сили. Ајде сега да застанам и да видиме комплетно надвор и внатре. Океј, застанав пак, сега може да видиме од надвор. Новите модели на Opel, како што знаете, со моката, Гренлендот, што ги возевме, исто тие видеа можете да ги погледнете тука. Кажав дека имаат новата дизајнерска линија на Vision C концептот, а дополнително сега имаат и Visual маската, која што се карактеризира најмногу тука кај новата Astra, а тоа е оваа маска, црна маска напред кај фаровите, заедно со фаровите, и цел тој дел изгледа многу интересно како маската на Дарт Вейдер, бар за мене така изгледа. Но во глобала целиот автомобил изгледа толку убаво, толку привлекува внимание. Ако возите Астра, бидете спремни дека ќе ве загледнуваат и ќе ве прашуваат, што ми се случи пред некој ден со Porsche Boxster, да ме застане да ме прашат што нуди новата Астра, дали вреди? Porsche Boxster вози, а мене ме праша за Opel Astra. Тоа е интересно искуство, но ајде да се вратам на Астрава. Друг детал освен маската напред што многу ми се допаѓа, тоа се бандажите. Бандажите се вау. Имат едни пластични елементи кои што на прв момент може ќе ви изгледаат чудно, овие се тие пластични елементи, те помагаат за аеродинамиката, но во целокупниот дизајн мене многу ми се допаѓа. Странично кога ќе погледнете Астрата е класичен хетчбек со прави црти, да кажам, што ми се допаѓа. Ми се допаѓа оваа острина што ја нуди Астра и позади, како што спомнав, со овие светла малку ме потсеќа на имаат некои сличности со Golf 8-мицата, но дефинитивно Астрава ми изгледа во секој момент многу поубаво, многу подобро сработено, многу помодерно и многу повпечатливо. Кога сум сега на задниот дел, ќе го отворам и багажниот простор. Се отвара интересно тука од логото на Opel. Багажниот простор нуди 422 литри багажен капацитет. Добра работа тоа што оваа даска тука можете да спуштате на повеќе, односно на две нивоа, погоре и подоле. Ова е сега најдолното ниво, а под таа даска имаме уште еден отвор, таму е сето за репарација. Кога ќе се стави на второво ниво оваа даска, се добива совршено рамен под и тоа е добро бидејќи го олеснува товарањето на потежок багаж и не доаѓа до гребење на браникот, иако тука браникот оваа ивица е малку по-широка. Секако ги има моите омилени куки за качалки што возможува за полесна практичност на багажа, да не ви се шета низ автомобилот. И тука има еден отвор за скибокс, нели, што е познат бар за ски или за подолги предмети, така да сега ќе влеземе внатре да видиме. Тука на задниве седишта, на делов позади со возачкото седиште, иако е наместено според мојата возачка положба и имам простор за нозете, можам да кажам дека тука во Астра има и повеќе простор од 308-мицата, се чувства пошироко, покомотно,
поудобно. И друга работа што ми се допаѓа, што на средниот дел тука кај задниве седишта и доле е низок и не така широк тунел, што може да се има поудобна седечка положба, но исто така ова седиште тука не е толку издигнато да се чувствувате неудобно. Иако јас кога ќе седнам, простор за главата немам баш. На другите две седишта е сосема окей, имам простор за главата, за нозете видовме. Друго што треба да се истакне тука е дека нормално имаме наслон за раката со остави за шишиња и на остава веројатно за телефонот. Тука тој отвор што ви го спомнав позади за скибоксот. И на централната конзола доле има USB порт, USB Type-C, една остава и нормално отворите од вентилацијата. Сега да го видиме предниот дел. Кога сум веќе тука на предниот дел, мора да ви кажам еден елемент кој што го приметив, а тоа тука на воланот, овој елемент ме потсеќа и колку што разбрав е правен да изгледа исто како предната маска напред и тоа е интересен детал стварно, додека долниот дел на воланот, оваа тенка линија која што ја приметив тука е доста слична како задното штоп светло надвор, кој што потсеќа како во формула. Тоа е интересно. Друго е што тука се поставени два екрани, два големи екрани кои што функционираат стварно многу добро. Што треба да знаете за нив? За нив треба да знаете дека на овој екран пред возачот се приспособува во неколку различни елементи кои што вие можете лично да ги персонализирате и да гледате дали навигација, дали потрошувачка, дали двете работи, брзина. Напред имате head-up дисплеј каде што ви се прикажува брзината на движење, сообраќајните знаци, адаптивниот темпомат исто така таму прикажан. И на другиот екран е инфозабавниот систем. Од тука може да приспособувате клима или нормална навигација. Интересно за него е тоа што имате опција за, како што кажав, свој акаунт, можете до 24 акаунти да направите во автомобилот, што е добро ако се дели автомобилот со друг возач. Тоа значи како ќе се влезе на самиот почеток, одбирате кој акаунт го сакате и според него се приспособува како да, мислам, ги памти работите кои што сте ги персонализирале кај екранот пред вас и кај екранот од инфозабавниот систем. Со физичкиве копчиња е добро тоа што лесно се стига до секоја опција која што ви е потребно. Тука се копчињата за климата, радио и нормално дел од автомобилот, односно системите како старт-стоп и други приспособување како ретровизори, системите безбедносни за задржување во лента и така натаму. Тука имате греачи за седиште, греачи за волан за активирање. Околу практичниот елемент има една скриена остава тука која што е за наочарите, бар ја ја користам за наочари. Подолу е оваа остава каде што има бежичен полнеж за телефонот, една голема остава за телефонот, два USB порта, двата се USB Type-C и 12 волтен приклучок за струја. На средниот дел се поставени оставите за шишињата, кои што можете да ставите и поголеми и помали шишиња, што е добро. Ова е менувачот, копчето за различните модови. Оваа остава, бар јас ја користам за клучот од колата, некогаш може да го ставите и телефонот и една голема остава тука под наслонот за рака. Нешто друго што приметив кај Астрава е тоа што не е само дизајнот околу екраниве, воланот и останатите елементи, туку интересен дизајн има и на оваа на шалтаблата, каде што се направени три различни елементи. Ова гумен дел, подоцна имаме еден дизајнерски елемент со оваа линија, па нешто како фейк карбон. Истото се случува и тука кај вратата со алкантара, плюс дополнително интересно направен дизајн за да изгледа поразлично и нон-стоп да биде нешто ново.
Не ми се допаѓа што е искористено толку пијанопластика на овој дел доле, па и кај екраните, особено преку ден изгледа ќе ги приметите сите гребаници кои што ќе се случуваат со бришење на прашина, или ќе мора да ги заштитите веднаш со некаква си фолија заштитна која што нема да дозволи гребење, бидејќи собираат многу прашина, многу гребаници и ме нервира целото тоа. Инаку навечер изгледа преубаво целиот овој дел, бидејќи кога ќе сосветли со сите светла и во вратите и тука околу екраните изгледа стварно многу убаво. Тоа е новата Астра, направете subscribe и се гледаме наскоро со нова епизода, дечки. Чао!